Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови. Апостол Павле во 4 глава од писмото до евреите вели вака: И така да пристапуваме смело кон престолот на благодатта, за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Многу е важно на кого му пристапуваме во молитва. На кого упатуваш молитви? Сигурно досега сте имале прилика да прочитате илјадници пати вакви зборови. Денеска е празник на овој оној светец, помолете му се за здравје и среќа. Повикот за молитва на светецот значи дека светецот може и има способност да ги слушне молитвите и да им донесе на молителите здравје и среќа, онака како што го молат. Но дали навистина светецот е во состојба да ги слушне молитвите на оние кои му се молат? Ако е во состојба да ги слушне, тоа подразбира, почитувани, дека светецот ги има истите атрибути или карактеристики на Бог. Тоа значи дека светецот е насекаде присутен, во просторот и времето, и во исто време на планетата може да ги слушне или чуе молитвите на сите молители. Доколку има таква способност, внимавајте сега, доколку има таква способност и моќ, тој би бил еднаков со Бог, кој што може да биде присутен со неговиот дух насекаде во исто време, зашто Бог е насекаде присутен со неговиот дух. Во тој случај, ако е така, тогаш Бог има своји соперници со исти атрибути како што е тој. Нам ни е јасно дека сите луѓе што се наречени луѓе се Божји созданија. А сите созданија имаат еднаква способност која на сите ни е позната. Всушност, тие не можат да бидат насекаде присутни. Тие немаат моќ да ги слушаат молитвите по смртта на сите во исто време. Па оттаму може да се заклучи дека тие не се еднакви со Бог, бидејќи Бог ги создал и тие се ограничени. Човечкиот род е ограничен, само Бог е неограничен. Ако на таквите ограничени созданија им се припишува нешто што не постои во нив, тоа значи дека е чиста лага тоа што се пласира како можност. И секој што се моли на неговото име, се моли напразно. Ако му се молат, например, 1000 или 2000 години на истиот светец, милиони луѓе кој е прогласен за светец, истиот никогаш нема да слушне макар една молитва. Тие всушност не се во состојба да слушаат молитви. Не се во состојба затоа што се ограничени како созданија. И второ, немаат такво овластување. Бог не би овластувал нешто што не е способно и нема зошто да ги оспособува и овластува кога Бог како семоќен на Бог е насекаде присутен и може да си ја врши својата работа онака како што си ја врши. Сите така наречени светци се само една голема лага која се пласира во умовите на луѓето со цел да не му се молат на Бог да ги спаси. Целта на ѓаволот е всушност да се молат луѓето напразно за да не се спасат. Позади сето оваа вешта игра, лукава игра на сатаната, нормално стои таткото на лагата, кој непрекинато и неуморно го одвлекува вниманието од Создателот. Кој кон созданијата. Кога човечкото внимание е насочено кон созданијата и кога тие се ставени во прв план, тогаш човекот практикува идолопоклонство. А според Библијата идолопоклонството е смртен грев. Затоа, додека има време, се вкупното внимание, мисли и зборови, човекот треба да ги насочи кон Спасителот Исус Христос. Исус вели дека треба на Него да му се молиме, зашто Исус е посредник помеѓу Бог и луѓето. И како единствен посредник има моќ и способност да ги послуша сите молитви на сите молители. Макар некој да не ги услиши, важно е дека тој има способност да ги слуша молитвите и да ги услишува. Ти на кого се молиш цело време, те прашувам. Кој е твојот избраник?
Исус или илјадници луѓе наречени светци. Ако си ги избрал починатите луѓе, не чуди се ако молитвите не ти се послушани и услишани. Помоли му се на Бог во името на Исус и чекај резултати. Но, кога се молиме на Исус, придобивките од вистинската молитва имаат вистински ефект. Кои се тие придобивки? Како што прочитав, и така да пристапуваме смело кон престолот на благодатта, за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Тоа е запишано, како што реков, Евреите, 4 глава, 16 стих. Преку молитва добиваме следново. Престолот каде што седи Господ Исус Христос е наречен престол на благодат. Без оваа благодат никој не може да ја доживее силата на Бог и простувањето. Прво и основно, мудрост. Библијата вели, ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, нека бара од Бог, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му се даде. Внимавајте, почитувани, вели и ќе му се даде, само ако се моли. Тоа е запишено во писмото до Јаков или од Јаков, 1 глава, 5 стих. Во христијанскиот живот на сите нас ни е потребна мудрост. Библијата преку устата на Јаков вели дека треба да се молиме и ќе ја добиеме, и тоа сигурно. Второ, преку молитва, вистинска молитва, упатена на Исус Христос, бидејќи Исус Христос е патот, вистината и животот, и никој не доаѓа кај Бог, освен преку Него, ние може да добиеме мир. Вистински мир, Божи мир, онака како што Исус го дава. Тој вели, односно апостол Павле вели, не грижете се за ништо, туку во се, преку молитва и молба со благодарност, искажувајте ги своите потреби пред Бог. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Тоа е запишено во писмото до Филипјаните, 4 глава. Мирот, Божиот мир, е резултат на молитвата. Божиот мир го надвишува човечкиот ум. Психолозите велат дека живееме во стресно време, но тешко може да дадат конкретен одговор на кој начин и како да се добие вистински мир. Таблетите не се секогаш решение за вистински мир, туку молитвата и барање од Бог, Божјото присуство. Библијата го дава вистинскиот одговор, само молитва. Како трето, преку молитвата упатена на Исус и само на Исус, не на некој светец, добиваме радост. Исус Христос вели, досега ништо не баравте во Мое име, барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 16 глава, 24 стих. Многу христијани, иако веруваат, сепак немаат радост. Немаат радост во нивниот живот, затоа што можеби се заплеткани во лавиринтот на овој живот, имаат тешкоти и проблеми, или пак не знаат како да се молат. Исус дава охрабрување, да му пристапуваме во молитва за да биде нашата радост целосна. Да знаеме и што бараме. Зашто сето тоа го бараат народите, вели Исус, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно се оваа. Не смееме молитвата да ја претвориме во бесмислени барања. Молитвата треба да биде конкретна и јасна, за да не се претвори во формалност и во бесмислени зборови. Исус сака да се молиме за она од што имаме потреба, но првин да го бараме Неговото царство и Неговата правда и се друго ќе ни се придодаде. Преку молитвата ние добиваме исполнување со Светиот Дух. Ова е многу важно. Еве што вели Библијата. Ако го се помолија, се стресе местото каде што беа собрани. И сите се исполнија со Светиот Дух и смело го проповедаа Божиот збор. Што значи, кога сите заедно се молиме, тогаш настанува потрес, односно, Бог ја послушува оваа молитва. И Бог и го исполнува секое човечко срце со Светиот Дух. И се вели како резултат на тоа, тие смело го проповедаа Божиот збор. И покрај фактот што овие луѓе биле крстени со Светиот Дух во Христово тело,
Сепак имале потреба од постојано исполнување на Светиот Дух. Кога се молиме на Бог искрено и со вера, Светиот Дух доаѓа и го исполнува христијанинот. Потоа, преку молитва, ние имаме заштита, Христова заштита. Еве што вели Павле: со секакви барања и молитви, молете се во духот во секое време и заради тоа бдејте со сето постојанство и со молба за сите свети, тоа значи за сите верници. Тоа е запишено во Ефесјаните 6 глава 80 стих. Кога бдееме или стражариме и сме постојани во молитвата, тога се наоѓаме под оклопот на Божјата заштита. Христијанинот треба да биде постојано под заштита на Бог, бидејќи сме обкружени со силно влијание на нечистите духови. Со молитвата, кога го бараме Христос и само Христос, ние носиме плод. Ние имаме плодоносен живот. Исус Христос вели: вие не ме избравте мене, но јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод и вашиот плод да остане. И мојот татко да ви даде се што ќе посакате во моје име. Дали забележувате само во Христово име? Ако молиме, ние го добиваме тоа за кое сме се молеле. Тоа е запишено во Јован 15 глава 16 стих. Да, почитувани, молитвата е суштински поврзана со давање плод за Господ. Не може вистински христијанин, кој постојано е во духот на молитвата, да не дава плод. Моли се и ќе имаш. Но на кого да се молиш? Само на Исус Христос, зашто тој е посредникот помеѓу Бог и човекот. Нека Бог ве благослови, почитувани. Нека ве води и нека ве чува од секое зло. Амин.